Едуштвото, како што објаснив, значи тоа е типично, не е само да кажеме типично само за Македонија, тоа е типично за целиот Балкански полуостров и за целиот Медитеран. Како што кажав, во земјите, тоест во областите каде што постои глад за земја, а се на богатите теговски патишта, тоа е многу доходовен начин на кој што тие успева да дојдат да кажеме до некои приходи. И интересното е тоа што и овие ајдуци всушност некогаш биле и во служба на османлиската власт. Да кажеме, тие биле мајтолози, една се бореле против ајдуците, кога ќе, да кажеме, османлиите не им платиле за тоа што се бореле, ова население се светувало против нив. Тоа, значи, со денешен речник биле, да кажеме, некои локални бандити кои што имале контрола на некоја ограничена позиција и живееле во тешко достапни подрачја. И затоа е нели таа позната поговорка меѓу народот што вели дека ајдутите излегуваат на Ѓурѓовден, значи кога е пролет, а на Митровден се повлекуваат кај нивните кај луѓето што ги штитат. Значи балкански Робин Худовци можеме да кажеме. Да. Знам дека имало жени ајдути, како Стерма Војвода, Румена Војвода, кои биле исто така многу познати. И овие ајдути, например, во 19 век одиграле многу битна улога во голем број восстанија, например во грчкото восстание, во крстенското восстание.